Машко е првото бебе кое се роди во новата 2026 година на акушерското одделение во општата болница со проширена дејност во Кочани. Новороденчето, кое ќе го носи името Миха, на свет го донесе мајката Виолета Димитровска по потекло од Гостивар. Гинекологот Илчо Атанасовски информираше дека породувањето се случило токму на Божик и поминало во најдобар ред. Нов жител на општина Кочани се породи во 02 часот и 45 минути. Пациентката породи жив машки плод со телесна тежина 3500, 53 долго. Раѓањето заврши со уреден тек. Пациентката е добра, се осеќа добро, сега ќе ја видите и така. Пациентката иначе е од Гостивар. Првото раѓање, ова е втора бременост, првото машко и ова е машко. Значи, од Гостивар, првото раѓање завршило во Гостивар и ова раѓање завршило тука. Сакаше пациентката да се раѓа тука и се породи тука. Како сам доктор веќе 3 години и 5 месеци и неколку дена, ја оценувам успешно затоа што бев сам, имам некаде околу 1600 прегледи, имам некаде околу 230 хоспитализации и имаме помалку раѓање, меѓутоа сега сум сам, сега ќе дојдат уште 3 колешки, што едната веќе ќе полага специјалистички, уште малку, втората исто е пред специјалистички и таа ќе полага овој месец и третата треба да дојде наредниот месец. Атанасовски нагласи дека во 2025 година во споредба со претходниот едногодишен период имало само 5 породувања помалку. Според него, поголем проблем од намалениот број раѓања е порастот на здравствени проблеми кај жените, особено зголемувањето на канцерогените заболувања. Породувањето не се проблем во општа болница Кочани. Бебето ќе се роди дали во Кочани, дали ќе се роди во Штип, дали ќе се роди. Ние имаме многу гинеколошки интервенции кои што се многу по загрижувачки него породувањето. Имаме интервенции и имаме многу карциноми. Значи, ако имавме претходните години по 5, по 6, оваа година имаме 16. Значи, треба на тоа да обрнеме внимание, а бебето ќе се роди, ќе се порасти, ќе се живее и тоа е тоа. Традиционално, првото бебе во новата година го посети градоначалникот Владко Грозданов, кој им посака добро здравје на мајката и на новороденчето и им подари новогодишни подароци. Кога во моментите кога го славиме најголемиот христијански празник, раѓањето на нашиот Господ Бог Исус Христос, се раѓа и една нова наша надеж во Кочани. Ова не е символика, ова е една јасна порака со која еве Господ Бог е со нас и со негова помош ќе се трудиме да го направиме тоа што го многу пати велевме за повторно раѓање на Кочани и за повторно раѓање на исто така и на Кочанската болница. Од моје лично име и од име на општина Кочани, на малиот наш сограѓанин му посакувам безгрижно детство, многу здравје и да биде гордост на неговите родители и на нашиот град. Ние како општина ќе бидеме еден посредник меѓу централната власт и институцијата Општа болница Кочани, зашто е можно побрзо возобновување на неа, зашто е можно повеќе инвестиции како на кадровско, така и на организационо поле. Директорката на Општата болница Кочани најави дека во наредниот период се очекува кадровско доекипирање на институцијата, не само на гинеколошко-акушерското, туку и на другите болнички одделенија. На сите да ни означи ова раѓање и на едноставно раѓање и на животот во самата општина, така гледаме символиката. Многу ми е мило што еве и ние имаме Божикно бебе во болницата. Породувањето го изврши доктор Илчо Атанасовски, благодарност до целокупниот персонал, дежурниот персонал на гинеколошкото одделение. На новороденото му посакуваме долг и среќен живот и да биде гордост на неговите родители. Во оваа година, покрај на гинеколошкото одделение, очекуваме враќање на нови специјалисти на интерното одделение.
исто на 3 специјалисти, кои што веќе во еден веќе имаме положен кој заврши специјалистички испит, кој што е во очекување на нејзиниот факсимил. Исто уште 2 други колеги треба да ги завршат нивните специјалистички испити во почетокот на годината, гинеколошкото одделение со 3 нови специјалисти. Веќе кога имаме кадровска екипираност, значи се упатуваат 2 нови специјализации на анестезиологија и реанимација и очекуваме и комплетно хируршките гранки, значи да заживеат во општината. Одиме на тоа да се донесе и нова модерна опрема, кадровска екипираност и повеќе процедури кои што ќе се изведуваат во болницата за разлика од претходните години. Во знак на благодарност за ангажманот, градоначалникот Грозданов им врачи подароци и на дежурниот персонал кој помагаше во првото породување оваа година, а не гинеколошко-акушерското одделение му подари телевизиски приемник. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.